Поштовани представници на пишаните електронските медиуми, повод за денешната пресконференција на ГРОМ е едногодишниот извештај на производот со фабричка мана кој произлезе од пржинската измама, а тоа е специјалното јавно обвинителство. Да подсетим уште еднаш, оваа творба на чадорот и на домошните предавници конституирана спротивно на законот за судство, кој патем е двотретински закон и е спротивен на Уставот на Република Македонија и институција конституирана спротивно на волјата на мнозинството на граѓани на Република Македонија. Криминално стекнатиот прислушуван материјал бомбите почна да се објавуваат од средината на февруари 2015 година, а веќе на 2 јуни со пржинската измама се одзема ингеренцијата на државното јавно обвинителство под изговор дека не е ефикасно, дека нема направено истраги и дека не процесуира на никаква кривична пријава. Значи, за 3,5 месеца државното јавно обвинителство го прогласивме за неспособно и неефикасно и ги земавме ингеренциите на господин Озврлевски и на неговите колеги и за таа сметка, односно на нивно место, ја инсталиравме господјата Карла Дел Понте од Гевгелија, однапред знаејќи дека истата ја практикувала правдата единствено во втора Лига Југ. Затоа, незиниот извештај е полн со пари потрошени за семинари, за обуки, пари потрошени за скапи патувања во странство, за професори, експерти и така натаму. Значи, специјалното јавно обвинителство е претворен во центар за обука за неспособни правници. И истите, верували или не, трошат пари за толкување на позитивните законски прописи кои што се однесуваат на специјалното јавно обвинителство. Тоа е исто како јас како градоначелник да побарам правни експерти да ги толкуваат законите кои што се однесуваат на мене како градоначелник за тоа како да градам улици, како да градам тротоари, како да градам канализации, фасади и така натаму. И она што е најбитно, по навршена една година и потрошени 4 милиони евра државни пари, господјата Карла Дел Понте од Гевгелија не одговори на основното и фундаментално прашање, а тоа е кој прислушкувал, за која цел е правено тоа прислушкување, кој го нарачал и во исто време кој го платил ова прислушкување. Исто така, почитувани граѓани, ова институција беше инсталирана со цел да се утврдат говорењата дали е точно дека од земјава се исцрпени преку 5,5 милиарди евра народни пари и од тоа видовме дека нема ништо, туку денеска специјалната јавна обвинителка не замајува со тоа кој на кого му ја псуел мајката кога го апселе, кој кого сакал да му удри шамар, кој како ги броел децата во училиште во Битола, но во исто време немаме одговор на клучните прашања. И затоа ја повикуваме специјалната обвинителка да одговори на прашањето: има ли нешто од овие 5,5 милиарди евра? Има ли нешто од кинеските 16 милиони евра? Има ли нешто од израелското мито? Има ли нешто од криминал и да престане да ја замајува македонската јавност со тривијални работи кои што воопшто не ги интересираат граѓаните на Република Македонија, и сметаме дека за тоа е повикана и за тоа е избрана, за да ги утврди фактите и доколку фактите говорат дека за некого има вина да процесуира, но во исто време, доколку нема, истата е должна да каже дека нема спектакли онакви како што очекуваат тие, незиниот чадор и сите оние предавници од Република Македонија.